драги мои, добре дојдовте на YouTube каналот My Surprise Tarot. Јас сум вашата пријателка Lady G. Ви посакувам добри дојде. Се надевам дека имавте убави празници, дека се одморивте, дека собравте сили, ги наполнивте батериите за среќна нова година. Пред да започнам со отворањето на картите, уствари картите се више отворени затоа што ја работев англиската верзија. Пред да започнам со толкувањето на картите, би сакала да ве замолам да го следите каналот, subscribe, лайк на видеото и да притиснете на звончето. Така. Што се однесува до гледањето. Имаме ситуација кога треба да направиме избор помеѓу две опции. И двете опции ни се драги, дури е и можно и двете да ги направиме. Меѓутоа, во моментов треба да се одлучиме која ќе биде прва, со која ќе започнеме. Така што, отворањето го направив, како што реков, кога работев на англиски, сега ќе го направиме само толкувањето на картите. Имаме опција 1, опција 2. Започнуваме со вас. И јас, за себе, нема да замислам опции, ќе ги оставам опциите отворени и вие знаете кои се вашите опции, така што нема да има никакво влијание енергетско врз картите, вие ќе одлучите која е вашата подобра опција. Иако јас ќе ви дадам насоки. Сега, што ве представува вас? Ја имаме тука убавата карта, па и не е баш толку срекна сега. Убавата, мене сите ми се убави. Петте чаши. Петте чаши зборуваат за некакво емотивно разочарување. Вие, драги мои, во моментов, или може би дел од вас, сакале да стават фокус на емотивниот живот, меѓутоа сите овие пеперутки што сте ги имале или сонцето што сте го очекувале, останале позади вас. Ги нема. Напред за само исторените чаши, меѓу кои може се наоѓаат и дел од вашите солзи, кои што се пролеле по вашето лице. Ама имаме моментални околности што се наоѓаат во вас. И тука се наоѓа нешто многу убаво. Тука се наоѓа почеток на еден проект кој што се очекува да биде профитабилен, значи во областа на паричките, во областа на материјалното. Така што гледањето ќе ни се движи во таа насока. Имаме опција број 1, која што е представена со 7 парички. Како што гледате во иста линија со околностите што се дадени, имаме опција број 2, тркалото на среќата, што е уште поубаво. Тркалото на среќата означува убави среќни моменти, означува судбинска промена која што тргнува во позитивна насока. Главно треба да ви донесе нешто друго. Кога ќе погледнам вака и кога ќе ја споредам првата опција и втората опција, картата што ги представува, дури би можела да кажам, што ме среќата на таа страна, јас би одела во правец на среќата. Сепак, да ги погледнеме и другите карти и да видиме каков е резултатот, за да можеме да донесеме одредена одлука. Тргнуваме со првата опција. Во првата опција имаме ситуација кај што вие се одмарате и размислувате. Значи, повеќе сте ментално активни отколку физички активни. Може би постои мал моменти на уплашеност да не погрешам што ќе направам, како ќе направам. Во секој случај, повеќе на страната на менталната активност отколку на физичката. До вас се наоѓа за среќа вашата огромна поддршка, кралот на паричките. Се во насока на паричките, добра, одиме па надолу.
Кралот на паричките е човек кој што е зрел, кој што најчесто е бизнисмен, па дури да не е бизнисмен, тоа е повозрасна машка фигура која што ви дава сигурност, која што ве води напред, која што ве советува и која што ќе знае да ви покаже во која насока да се движите. Значи, не мора многу да се размислувате, не мора многу да седите, не мора многу да се плашите и да мислите дали ќе отидете во вистинска насока или не. Кралот на паричките е тука и тој ќе ви го покаже патот, тој ќе ви покаже што треба да правите. Тоа е што се однесува до блиската иднина. Во подалечна иднина се појавува уште едно лице поврзано со паричките, тоа е, за разлика од кралот, малце по-наивно, малце по-младо, ама исто така, тоа е лице кое што знае како да се понаша во светот на бизнисот, во светот на проектите, во светот на успешност и профитабилност. Така што имате уште една поддршка, а она што е исто така многу убаво е една карта од голема аркана. Картата од големата аркана, картата на сликата, изразена со девојката со лавот и со знакот на бесконечноста, која што покажува дека вие ги поседувате сите вештини, дури оние најсуптилни вештини кои што се потребни за комуникација со луѓето и кои што се многу важни во областа на бизнисот и на деловните контакти и односите со деловните партнери и со клиентите. Така што, кога ќе погледнеме целата слика, и блиската иднина и далечната иднина ви дава одлични карти и одлична поддршка, што значи дека слободно можете да тргнете, воопшто не треба да се мислите почеток на нова година, почеток на нова енергија, нова инспирација, нова поддршка. И не е ни чудо што финалната карта е картата на звездата. Картата на звездата, дури ако судам според оваа карта, би требало да се работи за женска особа која што навлегува во оваков еден свет или ако ништо друго, барем некоја понежна, пофеминизирана особа, која што, иако плашливо, сепак поттикната од звездата, која што е звезда водилка и која што ја води напред, ќе тргне во светот на бизнисот, во деловните води, во еден профитабилен нов проект. Така што тоа е резултатот на опцијата број 1, на изборот број 1, кој што би било прилично привлечно. Да видиме што вели опцијата број 2. Во опцијата број 2 имаме исто поддршка од едно лице кое што е поврзано со пари. Во случајов се работи лице кое што нема толку многу искуство како например кралот. Се работи за джандарот на паричките. Джандарот на паричките не е толку искусен како кралот, иако исто така е способен да се движи во светот на бизнисот, а до него е кралицата на чашите. Сега тука некако забележувам многу женски фигури, многу емотивна енергија. Не знам колку емотивноста е составен дел на тој деловен свет, на тие бизнисмени, волци кои што знаат како да се борат и знаат како да се постават за да остварат профит, за кој што сите работиме, нели? Да видиме што се случува со подалечната иднина. Во подалечната иднина се сретнуваме со джандарот на стаповите. Значи се работи за личност која што е млада, која што не е многу искусна, меѓутоа е една од оние кои што постојано работат 24/7. Оние кои што водата стои, тие не стојат. Тие се постојано во движење, постојано во акција. Таа е подготвена да ве поддржи и доколку ја одберете оваа опција да ве однесе во вистинската насока, постојано да биде со вас, да ве напојува со енергија, да биде незапирлив извор на енергија како динамо машина, да ве поддржува и да биде постојано со вас. Меѓутоа гледам дека исто така имаме ситуација во која што најверојатно вие ќе се разочарате.
вие ќе се разочарате и ќе барате некаков поинаков излез, ќе го завртите грбот на ситуацијата и ќе заминете. Секој е лошо за нешто добро. Најверојатно имате добра причина зашто сакате да го направите тоа и зошто некоја звезда таму во далечината, на површината ви делува многу попривлечно. Некој виножито кое што е таму подалеку ви делува многу попривлечно и резултатот на целата оваа ситуација се 6 меча. Каде што вие буквално, да, сте ја напуштиле ситуацијата или заминувате во странство, патувате, одите некаде, правите нешто ново, во секој случај сте напуштиле нешто што сте започнале, примамени од идејата дека нешто таму, нешто на друга страна е подобро и попривлечно. Значи сепак за нешто друго што е подобро, што сметате вие самите дека е подобро. Сега во двете ситуации имаме различно нешто. Во првата беше надежта и среќата и звездата која што не води, во втората пак нешто што не води, меѓутоа на друга страна и веројатно ситуација која што би ја почнала од почеток. Според последниве карти, вака, ако направам споредба, значи според првите карти јас би одбрала опцијата број 2. Меѓутоа, според последните карти, според конечниот резултат на ситуацијата, тогаш некако подрага ми е опцијата број 1. И заради тоа извлековме уште 2 карти од ангелските карти, за да добиеме малку поголема јаснотија. И кај ангелските карти за опцијата број 1 се зборуваше за циклуси и за ритам и кажуваше дека треба да си ги почитуваме циклусите на своето тело, нивоата на енергија и емоцијата која што ја поседуваме. И на сликата е прикажана една божица или ангел која што е во акција, се движи, која што работи, што некако ми е поврзано со целата тема на активност. Во втората опција ја имаме високата правосвештеничка која што вика дека поседувате божествено знаење кое што може да помогне на другите преку спиритуално подучување. Сега, ако ги земам првите 2 карти каде што околностите упатуваат на проект кој што е поврзан со пари, сепак во опцијата 1 кај што се циклусите и кај што е ритамот и кај што има движење, добивам чувство дека човек треба да се движи надолу. Јас лично, кога би одлучувала за себе и кога би била моја идеја, јас сепак би се одлучила, мене нешто ме води да се одлучам за првата опција. Меѓутоа, вие сте господар на вашата судбина, вие најдобре знаете вашата ситуација и заради тоа вие можете подобро да одлучите дали опцијата 1 или опцијата 2 е таа што е подобра за вас. Доколку вие сметате дека треба да се развивате во областа на духовното, дека поседувате знаење и можности кои што вас ќе ве одведат во ситуација да влијаете на многу луѓе, да го подобрите животот на многу луѓе, како и својот, во таков случај ве охрабрувам да одберете опцијата број 2. Во секој случај, која опција и да ја одберете, таа ќе биде вистинската опција за вас и таа ќе ви донесе најмногу напредок во вашиот живот. Материјален или духовен, сеедно. Сите на нашиот пат ќе ги поминеме, сите опции и ќе се развиеме до крајност, до совршенство во секоја можна опција. Се надевам дека ви се допаѓаше ова гледање. Ве повикувам да не заследите, да ставите лайк на видеото, да го притиснете звончето и секако ве повикувам, ако ви се допаѓаат овие видеа, да не следите иконата. Ви благодарам за вашето внимание и се гледаме наскоро. Чао!